Почитувани гледачи, добра вечер. Во време кога климата е променлива, лисијата опаѓаат, а студот полека насекаде се шири. Екипата на Интерактив пристигна на саемот за мед и пчелни производи на плоштадот во Штип. Вкусен мед, матичен млеч, прополис, восок од мед, сод, креми и слично се нудеше на тезгите на пчеларите. Останете со нас за да се запознаете со нив. Вака, јас сум трета генерација пчелар, значи дедо ми туку пред 100 години, може да како го видите на моето лого, значи пред 100 години имаше кошарења. Иначе сум магистар по земјоделски науки и работам пчелни производи, меѓутоа она што е интересно за мене, малку сум поразличен од другите. Зошто? Затоа што сум некој предавач за пчеларство на ниво на Балкан и се обидувам да направам производи со додадена вредност. Што значи тоа? Времето на само мед помина, луѓето сакаат нови вкусови и овдека носам дел од мојата палета на производи кои што се невообичаени за овие подрачја, станува збор за функционална храна. Кога сте на самиот почеток, еве да ве прашам, имате ли наследници најпрво? Наследник ми е Еленка, керката. Меѓутоа, она што е битно, таа учи за козметичар и се обидуваме од пчелните производи да направиме нова палета на производи кои што ќе бидат фактички козметички производи на база на пчелни производи. Меѓутоа, мојата главна линија, тоа е производство на пчелни производи со додадена вредност, меѓутоа како функционална храна. Што е функционална храна? Значи, ако земете компир, ако земете чипс, и едното и другото е исто, меѓутоа едното го нарушува здравјето, читај чипсот, а компирот е здрав. Така и ние, значи функционалната храна покрај основните нутриенти, таа има и функционални карактеристики кои што помагаат на здравјето на човекот и го прават да живее подолго и да има поквалитетен живот на самиот човек. И се обидуваме, имаме таква палета на производи да фактички направиме нешто ново, не да биде храна, туку да биде во исто време и лек. Сме на самата паша, каде ги чувате самите пчели, додека е од аспект на природата, каде ги насочувате во велешката страна? Така. Значи Македонија како географско поднебје има едно од најубавите медови во светот. Зошто? Затоа што ретки се местата кај што имаш микс на неколку клими. Значи кога ќе отидеш во Гевгелија, имаш зокум, имаш смоква во дворовите, тоа значи влијание на медитеранска клима. Кој ќе отидеш во Гостивар, таму имаш алпска клима. Ние во Повардарието имаме континентална пустинска клима и фактички миксот на тие 3-4 клими допринесува да имаме цело богатство на билки, значи има преку 200 едемични билки кои што ги има само кај нас и тоа богатство на растенија дава фактички квалитетен мед, меѓутоа има една друга приказна кај нашиот мед. 90% од медот кој што го произведуваме во централниот дел на Македонија и овој дел од истокот се произведува од едно растение кое што се вика драка, на латински се вика Paliurus spina Christi, или на англиски е фактички Исусов трн. Значи, приказната е стара 2000 години. Пред 2000 години, кога римјаните го раснуваат Исус Христос на Голгота, му ставаат на главата венец од трња. Тој трн се вика Paliurus spina Christi, го носи неговото име. Нашите пчели прават мед, тоа е овој светлиот ливадскиот мед, каде што фактички согласно најновите научни сознанија, затоа што јас се бавам и со истражување и со иновации, кажуваат дека најквалитетен мед кој што се продава во светот се вика манука, меѓутоа нашиот мед кој што го имаме од чалија, значи од драка, има многу подобри карактеристики од него. Зошто? Затоа што фактички самото растение има преку 150 биоактивни компоненти кои што преку нектарот и преку поленот влегуваат во самиот мед и еве еден куриозитет ќе ви кажам, пред 30 на 40 години кога словенците купуваа мед од кај нас, значи го земаа македонскиот мед од чалија како ајде да кажам маја, купуваа од Војводина мед од сончоглед, правеа микс, тоа е исто како кај тутунот. Значи, ориенталниот тип на тутун ја дава аромата и, ајде да кажем, и вкусот на тутунот, а тој другиот што е Вирџинија фактички дава маса. И ние сакаме тоа да го промовираме. Јас сум сега во преговори со една англиска фирма за продажба на македонски пчелни производи во Англија. Зошто? Затоа што мед имате секаде, меѓутоа мед од Исусов трн има кај нас и уште на неколку места долж Медитеранот. Колку пчелни семејства поседувате вие во вашиот атар? Јас поседувам околу 100 пчелни семејства, меѓутоа она што е карактеристично за мене, јас сум иноватор на
производи со додадена вредност, имам повеќе награди добиено во Нови Сад, во Полска, значи на неколку места. Меѓутоа, за да ги направам тие производи, имам два пчеларника кои што вкупно имам 100 пчелни семејства и се обидувам да тој мед кој што ќе го добиеме, гледате на самиот штанд, имам само 3 тегли мед ставено, затоа што цената на медот моментално е ниска. Зошто? Затоа што војната во Украина придонесе да фактички има увозен мед за 200-300 денара по маркетите и луѓето едноставно не сакаат да платат повеќе од 500-600 денара за килограм мед, а тоа фактички е неисплатливо. Што значи тоа? Тоа значи ако сакаш да добиеш повеќе пари, можеш да направиш производ со високо додадена вредност. И сега со оглед на фактот дека имам многу шарено образование, значи сум едуциран човек, се обидувам тоа знаење да го преточам во производи кои што фактички ќе бидат задоволни и консументите и ние да земеме некоја паричка повеќе. Зошто е тоа така? Затоа што новото време си носи нови работи. Пример ќе ви кажам само. После короната, значи после пандемијата, луѓето сватија дека можеш да имаш дома и 100.000 евра, ако си у карантин и ако немаш пристап до храна, парите не се јадат. Се јаде храната. И втора работа што беше пресуден фактор луѓето да сменат свеста, тоа е дека ке пандемијата беше многу интересна, имаш вирус кој што не го убива ништо и луѓето се вратија назад на корените, на облоги со оцет, па прополис, па раки, па лукови и така натаму. Што значи тоа? Тоа значи дека човекот е здрав и е она што јаде. Значи во самиот организам сите клетки со тек на време се регенерираат. Тоа значи тоа што јадеш, тоа си ти. Ако јадеш junk food или брза храна, знаеш како ќе видиш после 40-50 дена, кога тие фактички клетки ќе изумрат и ќе треба да се обноват со онаа храна која што ја конзумираш во моментот. Станува збор еве за увозот од страна. Добро. За медот. Нели е премногу очигледно дека е премногу ефтин во оглед на тоа дека е природен? Значи има факт дека не е можеби природен. Не, вака сега. Значи тие приказни дека медот во маркетите не е природен мед има институции, има Агенција за храна и ветерина, секој увозник мора да поднесе примерот си декларација за нештото што го носи од таму. Меѓутоа друга е приказната. Приказната е медот во Украина. Во Украина имате Чернобил, имате стотици илјади тони експлозив кои што буквално фактички отидува во атмосферата. Исклучително контаминирано подрачје. Пример кинескиот мед, кинезите се 1,5 милиарди. Не знам дали некојаш сте биле таму во Кина да видите како мирише воздухот таму. Каменот си тежи на своето. Значи, кога еден човек живее на едно поднебје, нутриентите кои што ги има во почвата влегуваат во храната и потоа влегуваат во тебе. И по мене, еве на пример, од Штип до Шанга има 15.000 километра. А од Штип до Плячковица има 50 километра. Сега не може тој мед што е од Шанга и од Плячковица да бидат исти. И нормално дека тој ќе биде поевтин, затоа што ако е поскап нема да го продаваат. И тука ние работиме на подигнување на свеста ке луѓето, затоа што проста е работата. Ако можеш денеска да дадеш 300 денара за цигари, па вајде можеш 200 да дадеш за кило мед, затоа што тоа ти прави здравје, ово го нарушува здравјето, се е во свеста. Значи, не е проблем и за пари, и за производи, битно е да промениш свеста, затоа што најздравата храна е најефтина храна. Пример ќе ви кажам. Западната кондиторска индустрија ги прави сите, кој ќе влезете у било кој маркет, 99,9% од целата храна се состои од бел шеќер, бело брашно, палмино масло, значи и буквално кој ќе направиш математика, тие прават додадена вредност на сметка на твоето здравје. Не може, ако нашите предци јаделе леп со цело зрно, ние сега да јадеме бел, затоа што фактички најхранливите материи се токму во лушпата, ние ги даваме на стоката во форма на трици. Или земи го на пример, што знам, зејтинот. Зејтинот кој што ние го јадеме во Македонија, нашите предци не го познавале. Првата фабрика за зејтин во Македонија е направена во Велес пред некои си 100 години и нашите предци јаделе зејтин од афион. Сончогледот донесам пред 50 години тука. Сега, со оглед на фактот дека кога се прочистува ајде да кажам зејтинот или маслото од сончоглед, се вадат оние најздрави компоненти со цел да производот трае 2 години.
Значи, во процесот на рафинирање му се одзимаат најубавите работи и ти после добиваш фактички празна храна која што не може да ги задоволи сите потреби на организмот и после се случува тоа што се случува. За разлика од медот, например, сега ќе ви кажем, првата фабрика за лекови во Македонија направена 1937 година, денеска се вика алкалоид. Са тој алкалоид 90% од лековите ги прави од билки. Како? Одат луѓе собираат или ги се култивираат билките и после се процесираат и се прават апчиња, сиропи и така натаму. Нашите фармацевти, пчелите, одат ке истите тие растенија и ги носат и во поленот и во медот и фактички имате природна аптека во тегло мед и после ќе речеш па са во продавница бил поевтин, купи си слободно, нема проблем. Луѓето треба да имаат право на избор, меѓутоа за твоите пари треба да знаеш што купуваш и што јадеш, затоа што 200 е 200, на 500 е 500, да се разбереме, ама здравје е здравје, болен е болен, затоа што болниот човек има само една желба, а здравиот има милион. Така, кога сме на самите производи, единствена специфика кај тебе ми остави тоа што имаш и останати производства од мед. Добро. Па покрај мед имаме и други субстанции. Може ли да ни кажете што се имате на вашата теза? Сега ќе покажам еден пример. Погледате. Ова, што мислиш што е ова? Има тегленце со црвен прав, не е боја за јајца, туку е што е ова? Па на тебе оставам да ми кажеш. Ова е цвеклово прав. Цвекло. Да. Значи, медот по хемиски состав е раствор кој што се состои од гликоза, фруктоза и вода и останати микроелементи. Меѓутоа, ако сакате во медот да ставите нешто друго што има вода, тогаш ако процентот на вода се дигне над 20%, се случува ферментација и скиснување. Јас имам измислена машина која што се вика лиофилизатор, тоа е фактички машина која што произведува храна за астронаутите, кај што храната која ќе ја ставиш внатре се суши на минус 40 во вакуум, се вади водата, затоа што цеклото има 96-7% вода, другото е сува материја. И сега оваа сува материја која ќе ја ставиш на медот. И, например, јас имам комбинација која што доби на награда на Новосадскиот сајм оваа година, па имате цвеклово прав, калинкаво прав, например, калинката е единствено овоше кој што ниту се прска, ниту се не наводнува. Нема никакво влијание антропогена од човекот. И има шипка, цвекло и калинка. Комбинација ставено во мед, со тоа што пчелите го донале од стотици цветови и добивате комбинација која што фактички станува збор за имунобустер храна, значи го подигнува имунитетот, го подигнува железото, а тоа е фактички во исто време лек и храна. Зошто тоа го правам? Затоа што, например, ова го продам 300 денара, за 300 денара во ниједна аптека не може да купите производ што има железо, а тие што се продаваат како лекови во аптеките, фактички ако земеш форма која што не е во хелатна форма, ти го наруши желудникот, ќе имаш проблем со бубрезите. Ова е истото оно што го има во пазарите, фактички дехидрирано, ставено во медче и направено да биде и храна и лек, затоа што храната за да биде храна треба да биде убава. Така е, например, ти си младо момче, например, ти би соженил и со грда девојка, не сакаш, најубава, така. Така, и исто и медот треба да е убав. Ако е вкусен, тогаш, значи, процесот на варење на храна почнува во устната шуплина. Ако пробаш нешто сладко убаво, се лачат сокови за храната, почнува да се вари во устата, ако е убава. И прави задоволство кај човекот, во исто време фактички има други бенефити за здравјето и ние се обидуваме да направиме функционална храна, тоа што најпрво го кажав. Што значи тоа? Во исто време храната да биде и лек, и храна и да прави задоволство, значи да биде вкусна, како викаш ти, ако сакаш да се жениш, да има пари, да биде убава, да има се да има, така. Ова се има. Покрај овој производ, што се имаме на вашата тезга покрај мед? Покрај мед. Еве имаме, например, имаме друг производ, тоа е шипка и ова е специјално за подигнување на железото, значи шипка и цвекло. Зошто шипка, зошто цвекло? Шипката има витамин С. Витаминот С фактички помага во ресорпцијата на железо и за кратко време се подигнува хемоглобинот кај луѓето јадејќи мед. Потоа имаме интересен производ. Тоа е шипка, меѓутоа кралица на мармаладите, мармаладот од шипка. Јас имам опрема специјална за производство на ова, каде што фактички, пошто јас сум пчелар, за мене шеќерот е душман, наместо да се направи мармалад со шеќер, ти му ставаш натре медче и добиваш
не многу вкусна храна, имаше прилика да ја пробаш да видиш како вкус има, каде што фактички го правиме она што го правеле нашите баби, да јадеме здрава храна, меѓутоа да го нема рафинираниот шеќер кој што е фактички опасно за здравјето. Исто така имаме путер со мед, тоа е фактички путер добиен од мерени печени македонски лешници, во кој што става медче, и кога ќе се спои вкусот на печениот лешник со медот, тоа е фантазија колку е убаво. Зошто? Затоа што пандан на овој се вика танела. Зошто танела? Па не е нутела, е танела. Танела се вика затоа што мојата жена се вика Тања, а мојата керка се вика Елена. Значи не е нутела, е танела, се го прави наш брендот. И втора работа што е многу интересно, за разлика од сите производи кои што имаат лешник во трговијата, во било кој маркет, небитно сега да кажувам брендови, тие имаат максимум 13% лешници, ова има 50%. И сега кога имаш 50% лешник, 50% мед, медот во исто време служи како конзервант, значи го конзервира, има многу убав вкус, а од друга страна е здраво затоа што имаш комбинација на здрави храни кои што фактички прават функционална храна. После овдека имам на палета на производи со прополис. Зошто прополис? Рековме за време на пандемијата имавме проблем со здравјето. Прополисот беше едно од средствата кои што дури и Трамп ги користеше, значи целата американска медицина се сведе на прополис затоа што лекот беше или храна или вакцина. Тука имам на пример прополис за грло, значи станува збор за пулверизатор кој што се нанесува директно во грлото. Зошто? Затоа што сите вируси и бактерии најчест пат да дојдат до белите дробови е преку устната и носната шуплина. Ова фактички е таков спреј кој што во себе има прополис, алкохол, има екстракт од сибирски бор кој што е фактички природен антибиотик и има ментол кои што фактички придонесуваат за дезинфекција на грлото и убивање на патогените на самиот влез, на самиот почеток на влегување во белите дробови. Што значи тоа? Тоа значи дека во овие есенски времења ќе земете прополивче кој што фактички го третираме грлото. Сега, имам назален спреј кој што затоа што носната шуплина е поврзана со синусните канали. Ова не е со алкохол, значи направена е на база на природна база, фактички на база на физиолошки раствори, кај што има етерични масла кои што фактички ги прополизираат шуплините во носната шуплина и во кесинусите и фактички делуваат балсамирачки кај што едноставно го отнува носот и ти е подобро, затоа што есено и зимно време, ако ти е затнат носот, квалитетот на животот е многу полош ако носот ти работи. Потоа имаме прополис капки, кои што се фактички за дигестија, значи се накапуваат во натечност и потоа се пијат. Имаме прополис мелем, тоа е фактички за пресечено и изгорено секаде кај што има проблем најголемиот орган кај човекот, тоа се вика кожа. Изгореница, се псоријаз и така натаму. Прополисот има таква можност да фактички го прополизира местото и го епителизира и за кратко време фактички се регенерира кожата и се заздравува. Сега во делот на пчелните производи имаме, например, тука кај нас многу интересна работа, тоа се глицерински сапуни, овие се продзерни сапуни кои се на база на мед и на етерични масла. На времето имаше вакви сапуни во трговијата, меѓутоа со подигнувањето на цената на компонентите од кои што се прави, овие се фактички масла природни, например се прави од кокосово масло, од маслиново масло, од фактички најприродни масла и е за лице. Во трговијата го нема од проста причина што треба да биде 300 дена на парче, затоа што компонентите многу се скапи. И имаме тука палета на креми. Рековме за пресечено изгорено е прополис мелемот. За после бричење имаме балзамче. Значи балзамот е со пчелен восок. Пчелниот восок е материјал користен со векови од нашите предци. Значи сите мои производи се врзани со традицијата и со поднебјето што го имаме. Сега балзамот за лице фактички ако има мало оштетување на кожата, читај после бричење, после депилирање, го епителизира епителот на кожата и го фактички го подмладува. Со таа разлика што внатре има цела палета на етерични масла кои што заедно со пчелниот восок и медот помагаат фактички да имате високо квалитетен производ. И имаме ладно цедени масла од орев,
од лешник, од бадем, кои што фактички служат за исто за негување на кожата, затоа што кожата е најголем орган кај човекот, кој што фактички кој ќе го видиш ти некој друг човек, прво фактички гледаш надворешноста каде што тоа е прво изразено и имаме некои си фигурички интересни на база на пчелен восок, затоа што пчелниот восок од давнина е познат кај нас. Околу пчелниот восок ќе ви кажам еден куриозитет интересен. Значи, тајната на турската империја се темели на две работи од нас, македонците. Првата се вика Јаничар, тоа е фактички елитна војска која што е направена од христијански деца кои што се тренираат со тек на време. Значи, успешноста на империјата зависела колку јаничар има, колку се спремни да војуваат за султанот. И втората работа се вика мушамма на нашки. Што е тоа? Тоа е за тој истиот јаничар да пука со топот во Виена. Топовите работеле на црн барут, кои што фактички се правел од јаглен и од многу хигроскопни материјали, кои што фактички имале проблем со влагата. Сега, гумата е измислена 850 година од Мишелин од Француз, а претходно векови назад единствено средство за заштита од влага било мушама или ленено платно со восок. Восокот има латинско име цера алба, а водо непропусно платно се вика церада. Апсолутно. Тоа е тоа. И фактички од една страна имате елитна војска која што сака да војува, од друга страна имате сув барут и сув војник, пошто и он има кабаница таква направена. Значи турците ни должат нас, пошто вие сте град со многу турски студенти, да знаете, многу ни должат нас. Јас во една прилика, пошто зборувам 4 јазика, еден од нив е турскиот, има прилика сега пред малку ми дојдоа турци и фактички тие не ја знае приказна, им беше многу интересна за нив, затоа што нели сепак биле империја на крајот, меѓутоа успеале максимално да ги искористат сите погодности кои што ги дало нашето поднебје. Може ли за крај само да ја поздравите кога напоменавте повеќе јазици и да си изберете еден и да ја поздравите нашата телевизија? Вака, сепак ви преферирал на македонски да ги поздравам. Зошто? Затоа што треба да имаме свој на своето, тоа е прва работа. И втора работа, она што е друго интересно, значи, еве ќе ви кажам една, пошто гледам дека се интересни фактите кои што ви кажувам. Пример, тајната на Александар Македонски и пчелите. Има една интересна приказна која што многу малку ја знаат. Значи, медот е природен конзерванс и племињата по Африка, тамо по Централна Африка, немаат фрижидери кои ќе уловат некое животно, месото го ставаат во мед. И сега, пред 2000 години, отприлика плюс-минус, небитно од кои причини, значи Александар Македонски умира, загинува, небитно. Човекот фактички е мртов во денешен Багдад, тогашен Вавилон. И сега и тогаш Багдад е далеко од Македонија. За да може да ги направат сите процеси погребни, морало телото да се донесе во нераспадната форма. И сега има повеќе теории каде е закопан, меѓутоа небитно дали е во Северна Грција или во денешна Македонија, каде и да е. Патот тогаш одел со брзина од 20 на километри на час, затоа што коњите, воловите и стоката може толку на час да поминат. И сега рачунете 2000 километра, значи од 1 до 3 месеца трае патувањето пешки со добици до Багдад. Тоа значи дека телото, ако сакаш да го балзамираш, што сакаш да му правиш, мораш да најдеш начин како да го донесеш тука целото. Еден од начините на кој што бил направен е, имало едно буре полно со мед, ставува на телото внатре, за да може фактички да остане цело и тука да ги направат сите погребни процеси. И тоа е врската помеѓу пчеларите и Александар Македонски, што не е измислено од мене, ја има, значи, во историјата како факт. И некогаш ние треба да си го негуваме нашето, затоа и не сакаме друг јазик да се изразам тука, затоа што има многу работи кои што не ги знаат за нас и треба ние самите да бидеме свесни. Јас ви дал една порака само до луѓето, потрошувачите. Значи, ако имате матичен лекар, ако имате матичен, значи колата му ја даваш на човек, што му веруваш. За твоето здравје треба да се најдеш матичен пчелар. Во Штип тука имате многу пчелари, кои што фактички Западот верува на стандарди, например ХАСАП,
hazard analysis, critical control point се вика на англиски, значи контрола на критични точки на производството, ние македонците викаме еснав. Што значи тоа еснав? Јас се обидувам во пчеларите од Велес, од кај што доаѓам, да бидам еден од најдобрите. И сега, ако ти живееш во Велес, или небитно во Штип, и си мој муштерија, јас фактички ми веруваш мене на моите производи и довербата е врската помеѓу квалитетот на моите производи и твоите пари. Значи, твоите пари можеш да ги дадеш кај сакаш, меѓутоа така треба да му веруваш. Значи ние се уште сме на она пониско ниво кај што фактички помеѓу купувачот и потрошувачот има лично познанство, се познаваат, има доверба, а западот е на стандарди, затоа што ке западот има една мала грешка фабрична. Таму на пример имате разлика меѓу безбедна и здрава храна. Значи безбедна храна се и чипсот и компирот, а здрава храна е компирот, чипсот не е. Значи, Западот оди на стандарди, например, кога ќе отидете во продавница, се што е спакувано, тоа ништо нема да ве отруе, меѓутоа прашање колку ќе биде добро за вашето здравје, а од тука на мојата тезга се што има, се е на природна база, јас со глава гарантирам дека е добро и за мојата фамилија, и за моите потрошувачи, а довербата е нешто што фактички западната цивилизација има надминато како старомодно, а во принцип е нешто најдобро. Зошто? Затоа што ако му веруваш на човека, тоа немаш потреба од никакви документи, од ништо. И сега државата има направено систем на продажба од куќен праг, кај што малите пчелари можат да продават од прагот. Која е разликата меѓу продажба од куќен праг и од маркет? Кога ќе купиш кинески и украински мед од првиот маркет, го немаш кинезот и украинецот да му го удриш од глава ако не се свиѓа. Да, ама ако купиш од мене производ, например, ако земеш танелата, ако не се свиѓа, мојата глава близко тука, ја може да излажам само еднаш. Повеќе не. Повеќе не. Што значи тоа? Тоа значи дека треба да се вратиме на традициите и треба да купуваме од луѓе што им веруваме, затоа што ако е добро за моето дете, затоа ќе биде уште подобро. Јас ви благодарам што одвоивте од вашето време и се надевам дека од година во година ќе растат производите и нови продукти и да имате наследници како вашата ќерка, па се надевам дека и таа ќе го продолжи овој занает. Па ја располагам некаде околу 300, над 300 пчелни семејства. Има нешто дел во Берово, таму во Митрошинци, околу 100 и околу 200-250 имам тука во Медена земја кај што ја снимам филму. Таму ми се пчелите. И така, да, со тоа се занимаваме сега, пензионерските денови ги трошиме таму. Од кога се занимавате еве со? Па јас сум меѓу новите пчелари, околу 6-7 години веќе како работам со пчелите. И така да. Од каде ги набавувате еве, од каде ги набавивте самите пчели? Пчелите се купени, најпрво купив околу 60-70 пчели од Куманово. После тоа од сопствено производство, например, мои роеви. Исто така произведуваме и роеви, продаваме. Тамо мај и јуни, например. Имам доста роеви, по 100-200 роја во годината имаме. И така да, од сопствени роеви. Колку е тешко еве да се занимавате со пчеларство? Има ли заработувачка, но од друга страна дали е исплатливо? Па види, ја би препорачал на младите да почнат да се занимават со овај бизнис, например. Јас работам 6-7 години и гледам дека е профитабилно, макар да овие неколку години се сушни, меѓутоа има добра заработувачка со нив, само треба да се работи. И со пчелата се работи некаде околу 6 до 7 месеци. Почнуваш од март до ноември, сега овај период завршуваш. Пчелата нема многу работа после тоа, например, само да се надгледува преку зимото. Меѓутоа препорачувам, нели, млади деца да почнат да се занимават и имат една добра плата може да ваде од него. Еве да речеме од кога во пролетта кога ќе почнат да излегуваат на паша, што понатаму е процедурата за одгледувањето на пчели? Што правите во целата година? Тај период е малку проблематичен, нели, повеќе работа има, ради тоа што она во тај период се рое пчелата. И сега доколку сакате роеви да
продавате или да ги размножувате, ќе ги оставите да се роат. Доколку сакате повеќе мед да извадете, нема да ги дадете да се роат, ќе ги оставите да собират повеќе мед. На кој начин? Значи, има они пуштат матичњаци. Матичњаците се кинат во тај период и некаде на 7 дена треба да се прави контрола. Доколку ги контролирате тие по 7 дена нели да се чистат матичњаците, тогава пчелата не може да се рое и ќе удари на мед повеќе, значи само мед. А доколку сакате да имате роеви, нема да ги кинете матичњаците, ќе ги ставате во помали, ќе се размножуваат они сами или па природно може во вештачки да се размножат. На какви се цветови пчелите претежно напаѓаат и одат да собираат полен за мед? Па види, претежно кај мене, таму кај што е пашата е пчелијата. После таму е детелината, белата детелина. Белата детелина има доста квалитетен мед и е многу препорачен за мали деца, нели? Таа е пореток мед. Багремо исто таму го има по брегалница доле, дел од багрем собираат, али најповеќе е пчелијата, например, трмот, човек е. А тамо дали има возила или тешко фреквентни се возилата, па на еден начин е по-чиста средината? Па видите, баш за тоа се и таму однесени пчелите, некаде околу 20 км од тука до таму имаме. Пчеларник кој е на 20 км од Штип и околу Штип, значи околу пчеларникот, према Свети Николи и према Неготино, нема друго населено место таму. И е чисто, значи нема, не се обработува ништо, не се прска, значи тоа е не 100%, 200% чист мед таму. Колку пати во годината се ваде мед? Па мед вадеме 2 пати во годината некаде. Али тука на нашиот терен, нели, медена земја кај што е филмот таму кај што за пчелите, вадеме пролетта некаде у јуни, после тоа дел од пчелите носиме во Берово, во Митрашинци и таму крајот на август вадеме уште еднаш мед таму. Со оглед на фактот дека имате дел од пчелите во Малешевијата, дали станува збор за боров мед или каква е таму вегетацијата со шума? Значи претежно кој ги однесеме покасното, например во јули таму, они претежно боров и дап собираат таму. И затоа и тоа е од тај боров мед што е од нив. А додека овај ливацкиот, например, исто е беровски, меѓутоа таа е однесен порано. Пчелите ги однесеме, нели, у јуни некаде. И они тогава е пашата, ливацката паша и соберат ливацка паша. Додека покасното дабо и боро медат и медо е црн, како што го гледате. Кој е највеќе исплатлив, кој највеќе помалку бара одговорност или на еден начин горе-долу е истата работи со двата начина? Па не гледам разлика во тоа, меѓутоа проблемот е што тоа треба да ги селиме пчелите, например. Имаме селидба околу еден ден, два, например, треба да изгубиме за селењето и што треба да одеме горе у Берово да ги надгледуваме. Ништо друго нема работа. Од кој највеќе имате побарувачка од Штипјани согледано, па и со Исток? Штипјани го трошат најповеќе ливацкиот мед, меѓутоа овај беровски што е, најповеќе се троши Куманово и Скопје има муштери на големо што зимат. Додека за време на короната дури има недостаток од овај мед, затоа што беше препорачувано од доктори да се користи за плуќата и за короната, нели, што бара. Кога ги напоменавте лекарите и докторите, можете ли да ни кажете зошто е корисен медот? Највеќе зошто е корисен за организмот? Па видим, медот е препорачен за како имунитет, например, да се створиш на организмот. На сабајле и на вечер по едно мало лажици да користите од медо, значи ја гарантирам дека нема никош да имате ни кашлица, ни нос да ви потече. Меѓутоа тоа да биде редовно. Додека ние кога имаме проблем само, например, некош кога ќе се приладеме, тогава купуваме мед, купуваме и бараме решение, например. Така да
медо и медо исто, доколку, например, веќе имате тастинатисте, меша се ливадски мед со полен. По едно лъжиче полен и ливадски мед, измешаш го, значи, тоа е гарантирано за 7 дена дека. По која цена еве се движат и ливадскиот, но и боровиот? Моментално на саемо тука иста цена ни е 500 денари, меѓутоа овој шумски го даваме 600 динара. После тоа, сега за саемо тука цената ќе биде иста во овие 3 дена и како промоција тука. Согласно со фактот дека некои имаат сод во самиот мед, а некои не, зошто сод? Корисен ли е содот да може да се користи за луѓето? Содот е по-корисен, значи еве го гледате сега. Едно парче од ово ќе пресечете на сабајле и значи сото има у него и полен, и прополис, и го прочистува организмот, например. Цревата ги прочистува, плуќата ја прочистува. Значи, во моментот унесувате и полен и поголемо количество. Значи има и во медо има полен и прополис, меѓутоа мали количини. Додека во е со поголема количина на капачињата што се затворени од овоот медо, тоа ти е прополис. На еден начин природен десерт. Да. Колку е корисен еви ледот, самиот сод во согласност кога е заедно со медот? Па значи тога е да ти кажеме многу по-вкусен за консумација. Додека некој не може, например, само сото да го користи, кога го користиш со медо, по-лесно го голташ. Дали се прават и некои десерти во домаќинствата од мед? Дали купуваат мед за да направат сладки и слично? Па зимат, да. Зимат, доста зимат, меѓутоа не може да кажам, нели, кој зашо го зима. Повеќето, еве јас што имам уштерии, например, со години од како работам со пчелите, значи за деца, за дома, и редовно си го користат, значи. Нашиот мед се произведува во село Добрашани, Штипско, покрај река Брегалница под Богословец Ридот е селото, значи 100% е природен медот, нема фалсификат. Малку е потешко, многу се сушни годините, па исплаќа се, се што се работи се исплаќа, само времето е малку тешко, многу сушни години имаме и малку справуваме се. Што произведувате еве преку целата година покрај мед? Па мед, прополис, мед, полен. Тоа, ама стрикно се на мед водеме. Зошто во некои тегли имаме сод? Па некои луѓе сакат мед со сод, некои сакат само сод и кој си сака, така пакуваме. Колку го побаруваат еве во последните години, знаејќи дека имаме премногу и болести? Па добро е. Побарувачката се зголемува, па надаме се уште повеќе ќе се зголемува. Од која цена се продава? Моментално сега е 500 денари. Колку време се занимава вашата фамилија со одгледување на пчели па и производство на мед? Да, па значи мојата фамилија се занимава околу 20 години со тај бизнис. Јас сум снашка таму, јас сум околу 6 години со нив и заедно работиме сите заедно. Фамилиарен бизнис не е тоа. Каде е локацијата на пчелите на вашето производство на мед? Нашите пчели се во недопрената природа на Малишавијата во Берово. Да. Во кое село? Митрашинци, на планината Обозна. Колку во Малешевијата може да се пронајде чиста природа и да се произведе чист мед?
Значи, самата природа Малешавијата знаеме дека е најчист регион во Македонија и 100% гарантираме дека имаме природен и чист мед. А за каков мед станува збор? Ливадски или станува збор за боров мед? Шумскиот мед. Претежно шумскиот мед е од Берово. Бор и Дап. Колку горе-долу во груби пресметки имате сандаци? Околу 500 семејства имаме, да. Тешко ли е како личности, млади, да се занимавате со пчеларство, пребидејќи денеска знаеме дека младите сосема на други страни заминуваат, па вие се насочувате на нешто што е доста карактеристично и интересно, а воедно и многу специфично. Да, тешко е. Најпрво е физичка работа пред се, пакување, се, значи тешко е. Да, ама ние сме се на тоа одредили, ќе продолжиме понатаму. Кога почнуваме од самата пролет, како оди целата процедура па се да се стигне до овде, до теглите полни со мед? Во кратки црти можеме ли да насочиме малку подлабоко? Значи најпрво го вадиме ливадскиот мед, пролетта, мај месец, април. Го вадиме од рамките, го носиме дома, го транспортираме од пчеларникот во нашите домови, таму го ставаме во центрифуги, го вадиме, потоа иде пакувањето во тегли, амбалажи, се, етикети, и тоа е се моја работа, пакувањето, да. Потоа ги носиме пчелките на шумски мед, на Бор и Дап, на паша. И на кај септември го вадиме шумскиот мед и исто така од пчеларни го носиме дома, го ставаме во центрифуги, го вртиме, го вадиме и цела година имаме работа. Покрај мед, што друго произведувате? Што може да се забележи на вашата тезга? Па имаме полен, прополис, матичен млеч, перга, имаме некои домашни сокови од аронија, рибизла, боровинка, боров сируп правиме, имаме јаболков оцет од диви јаболки, некои мешавини, мед со саке и тоа. Да станува збор за останатите производи, на кој начин се произведува, да речеме, полен, матичен млеч и слично? Поленот го произведуваат пчелките. Имат специјални фиоки во сандъците и ние после го собираме. Тие од цвет на цвет го собират поленот, а ние сме должни да го собереме. Прополисот го вадиме од сандъците, од рамките, потоа го мешаме со алкохол и правиме тинктура од прополис, да. Потоа матичниот млеч е матицата го произведува, значи таа е мајката на пчелите и од неа се прави матичниот млеч. Да. Тоа е едно од најздравите пчелни производи. Колку е здраво во денешницата, прибедејќи знаеме дека денешницата ни пружи со новитетите и на еден начин имаме и болести, колку е здраво да се заштитиме со производството на мед па и мед? Значи се трудиме колку може максимално да им пренесеме на луѓето дека медот е една од најздравите работи што треба да го конзумираме секојдневно, не само кога сме болни. За превентива секој ден мора да се конзумира мед. Да. Дали покрај останатите честа примена и од вашето семејство да се користи мед секојдневно? Не ве разбрав. Извини, почнаш како да. Дали покрај останатите и вие дома користите мед? Да, секако и ние и нашите деца, да. Се обидувате на многу често? Да, секојдневно, да. Во чаеви се бајле, нас се бајле, матичен млеч конзумираме, да. Како млада домакинка, може ли да ни кажеш медо, дали се користи во десерти, дома да го користите, на кои десерти се прават со мед и подетално да ни кажеш? Да, значи правиме пита со мед, со јаболки со мед, да. Го конзумираме. Па сладки колаченца правиме, да. Медени колачи, да. На прагот сме на самата зима, па знаеме дека и секоја зима за секој колач, па и посен и мрсен може да се користи мед. Да, така е, да.